Македонската диаспора од утре ќе може да се пријави за да гласа на референдумот. Секој селеник кој има желба да го каже својот став на референдумското прашање до 23 август е должен да поднесе пријава до дипломатско-конзуларните представништва на Македонија во странство. Диаспората ќе гласа по исти правила како за изборите, а условите за отворање на гласачко место ќе бидат исполнети само доколку се пријавиле најмалку 10 гласачи. Тие пријави што се поднесени во дипломатско-конзуларните представништва преку Министерството за надворешни работи ќе бидат доставени во Државната изборна комисија, па по констатирање на бројноста на заинтересираните за изјаснување во диаспората ќе биде организирано гласање. Пријавувањето за изјаснување на референдумот во диаспората ќе се спроведува од 9 до 23 август. Познато е дека македонската диаспора е поделена на два различни табора кога се говори за референдумот. Од една страна е обединетата македонска диаспора, од каде повикуваат на бојкот на референдумот, а од друга страна Форумот за демократска Македонија, уште една организација на иселениците од Македонија, која го поддржува референдумот и повикува да се излезе на истиот. На домашна сцена пак левица ја оспорува уставноста и законитоста на распишаниот референдум. Според нив одлуката не е во согласно со Уставот, Законот за референдум и европските стандарди, особено референдумското прашање. Тоа е капциозно или прашање стапица, кое што е забрането и со нашиот закон, а и со европските стандарди, односно Венецијанскиот кодекс на добри практики за референдуми, и тој не го полага така наречениот троен тест за единство. И додека политичките чинители во земјата упатуваат јасни пораки до своите поддржувачи единствено ВМРО-ДПМН, јавно не му кажа на членството како да постапи на референдумот. Вчера партискиот лидер Христијан Мицкоски изјави дека тоа ќе го сторат најдоцна до 10 септември. Во периодот кога диаспората ќе се пријавува да гласа на референдумот, ќе трае јавниот увид во избирачкиот список, каде секој македонски граѓанин со право на глас ќе може да ги види своите податоци и да ја провери нивната исправност. Од друга страна, јавната пропаганда почна, социјалните медиуми се полни со аргументи за, против или бојкот на референдумот на 30 септември, по однос на емитување на платената политичка програма, АВМУ до 17 август ќе ја држи отворена јавната дебата за препораките за медиумско представување за време на референдумот.